дека сме доведени во ситуација во која што понекогаш си го поставуваш прашањето вреди ли да кажеш нешто? Вреди ли кога всушност не те регистрираат? Од кај нас двајца си замина кај нас во Шведска. Тие не заминаа заради тоа што не им чинало кај нас у компанијата, него заминале заради тоа што нешто не им се бендисувало тука. Политиката ги има ограничено сите сектори на влијание и таа мисли дека е најмудрата и најпаметната во носење на одлуки. Дуи не знае како да биде во опозиција. Влен исто така не знае како е да е во влада, но многу круцијално не знае како да менаџира со ВМРО ДПМН. Следите трилинка во продолжение. Во мапата на убиства, насилства, силеџиство, екстремни реакции, загрижува растечкото насилништво кај учениците и пубертетиите. Претепано девојче од 5 други малолетнички. Малолетник нападнал во автобус, девојка пред дискотека. Спречен обид за самоубиство во време на интернет. И сето тоа е само своевиден контекст во какво општество живееме. Гостин во ова издание е универзитетскиот професор од Универзитетот во Штип, Гоце Делчев, Кирил Барбареев. Добре дојдовте, професоре. Благодарам на поканата. На почеток ви прочитав едно ваше поодамнешно интервју за состојбите генерално во образовниот систем. Констатирате дека речиси 3 децении македонскиот образовен систем стагнира. Зошто постојано говориме за реформи, а не мрдаме чекорна напред? Затоа што мислам дека немаме визионерско мислење и визионерски поглед во смисла на трансформацијата на образованието, науката и културата. Кога го зборувам тоа, мислам дека таа институција, како што е Македонската академија на науки и уметности, треба да биде предводникот во кој што ќе се надоврзат сите други институции во општеството и во државата, кои што ќе ги постават клучните прашања за реформата на образованието и на општеството. Зошто МАНУ? Зошто треба МАНУ да биде предводник во реформите? Затоа што според мене контекстот е таков во кој што треба да се пронајде таква институција која што ќе ги интегрира сите структури во општеството. И затоа мислам дека тоа треба да биде сепак најважната и најстручната научна и духовна институција, која што треба врз основа на реформата да постави 3 клучни прашања. Француската академија излезе со документ кој што се вика Училиштето за кое сонувам. Во тој документ поставени се 3 прашања. Каков човек ние сакаме да развиваме? Во какво општество сакаме да живееме? И кои ќе бидат нашите вредности кои што ќе не повлечат напред и што е она што треба да го оставиме позади нас. Затоа таа институција треба да даде еден холистички пристап на трансформацијата на воспитно-образовниот систем. Не само како контекст на она што представува материјал или контекст на пренесување на знаење, туку во еден многу поширок социокултурен контекст кој што треба да ги интегрира општествените, хуманистичките, природните и медицинските науки, за да можеме да се трансформираме и да можеме да се погледнеме, да се визионираме што е тоа што ние сакаме како македонско општество да го имаме за 20 или 30 години од денес. Може ли тука да констатирам дека образовна стратегија лесно се пишува, а тешко се спроведува? Мислам да. Клучниот проблем е овде што законот или стратегијата има многу слаба операционализација во праксата и тоа е еден од клучните моменти, заради тоа што понатака настануваат проблемите кога и во стручната јавност се уште нема издиференцирани јасни ставови за одредени прашања како да се трансформираат одредени предизвици или проблеми кои што ги имаме во општеството и во образовниот систем. Зошто имаме нефункционално образование или обратно да ја свртам тезата дека имаме неписмени млади ученици? Видете, тоа е сложено прашање. Мислам дека постои во еден подолг временски период ние се наоѓаме во една раскрсница помеѓу стариот концепт на образование и силната доминација на образовни политики од глобализацијата која што се наметнува. И ние во таа раскрсница се уште се бараме, не можејќи да излеземе од старите собствени образци на однесување и да создадеме еден модел кој што ќе не повлече напред. И тука треба всушност државата во концепирањето на реформите, во концепирањето на промените на
парадигмата на образование треба да ги најде најкапацитативните, најквалитетните луѓе од повеќе области кои што всушност ќе ја дадат визијата за она кое што треба да биде. И тие прашања понатака се одразуваат на она кое што представува предучилишно, основно, средно или високо образование. Меѓутоа денеска е многу дискутабилно што значи квалитет. Веројатно, кај нас. Кај нас се релативизира, меѓутоа во светот се уште постојат јасни дефинирани критериуми за тоа што всушност представува наставно-научен развој. Вие во општество кога ќе релативизирате вистината, кога ќе создадете структура во која што може и без критериуми или се релативизираат критериумите, тогаш создавате општество во кое што нема разлика. Таму каде што нема разлика, нема тежина. Еден од клучните моменти е всушност како ќе се стандардизира концептот на воспитание и образование. Тоа е многу важна тема за да можеме да создадеме момент во кој што младите ќе препознаваат дека овде се почитува вредноста, дека овде се почитува трудот, а не некакви релативизирани можности дека секој се може, дека секој секаде може да стигне и така натаму. Дали тоа имаме изместени вредности? Апсолутно. Ние не направивме еден пресврт после 90-тите години, напуштајќи го тоа уредување и влегувајќи во еден сосема нов концепт на општество и на држава. Ние не направивме една анализа што е тоа што можевме добро да го преземеме од минатото и искуството на овој систем, а што е тоа што треба да го отфрлиме. Токму тука се наоѓа всушност моментот на кој што општествените и хуманистичките науки и другите научни дисциплини треба да го параметрираат македонското општество во еден сосема поинаков концепт на 21 век во кој што посакуваме да живееме многу поквалитетен живот. Дали не ги следиме глобалните текови, трендови што ни се случуваат? Па, мислам дека ние можеби ги следиме. Ние немаме проблем со објаснување и дефинирање на препознавање каква иднина сакаме. Ние имаме проблем кога ќе влеземе внатре да го постигнеме консензусот. Во одредени неформални кругови ние се разбираме, се договараме, но кога ќе направите формална група да седнете да работите, да се обидеме да промениме нешто заедничко, да најдеме како стручна, како општа јавност, како политика, концепт за промена, тоа тешко оди. Гледаме дека тешко оди во повеќе области, а тоа е заради тоа што многу брзо забораваме. Ние ги забораваме заклучоците од претходниот состанок или заклучоците од претходната стратегија и немаме континуитет. Ние сме општество на дисконтинуитет и затоа настануваат такви промени. Образованието подлежи на три клучни моменти кои што треба да го разбереме сите во општеството, особено оние кои што ги креираат образовните политики. Тоа бара прво стабилност, бара постојано финансирање, одржување и избогатување на средината и трето бара континуитет. Ако ги анализирате тие три елементи, ќе видите многу моменти во кои што одредени процеси започнати, стопирани, стартувани на ново. Тие процеси зборуваат за нашата култура на споделена одговорност, генерално на сите во општеството. Професоре, зошто бегаме од решавање на проблемите и зошто она што и вие велите, немаме некаков континуитет во одредена област? Еве, една гарнитура ќе започне одредени реформи во образованието, па ќе дојде нова гарнитура, дури и тоа што било добро, ќе го поништи, па почнува и ово наново што се вели. Чумовски, можеби се уште немаме капацитативност да ја разбереме свесноста. Што значи воспитание и образование? Колку тоа се одразува на се во општеството и во државата? Ние реагираме на одредени процеси во општеството кога ќе дојдат во некаква екстремна ситуација или кога ќе се случат или кога веќе се случила некаква катастрофа. И тогаш започнува некаква еуфорија за дискусија на таа тема и понатака целото тоа заминува во депресија. Немајки таква култура на споделена одговорност во кој што институциите денески ги преземаат одговорностите и ќе бидат многу поактивни во превентирањето на одредени процеси, ние заглавуваме во начинот на решавање на ситуации. И кога некој зборува немаме систем, тоа всушност кажува дека институциите не функционираат како систем. Тие функционираат како збир на луѓе кои што внатре се борат да ги решаваат комплексностите и да ја одржуваат контролата на одредена ситуација или на некаков проблем. И доминантно во институциите ќе видите дека многу ентузијасти,
Голем дел од институциите се држат на ентузијазмот и волјата на луѓето затоа што се свесни што значат таквите институции. Но генерално кога ќе ја направиме сликата за тоа како функционираме како систем, ние тука всушност потфрламе. Следите тренинг гостин во емисијата Кирил Барбареев, универзитетски професор. Професоре, од каде овој налет на агресија кај младите? Бунтовност со и без причина понекогаш. Па, јас не мислам дека е тоа налет. Не мислам дека тоа некаков ненадеен налет или некаков момент на криза. Туку станува збор за еден симптом на една многу длабока, сериозна, суштинска, општествена и воспитна криза која што се гради подолго време, со децении. Од каде е изворот на ова своевидно насилништво и агресивност кај младите? Мислам дека средината станува антивоспитна. Средината не е стимулативна за децата и за младите луѓе, а не е стимулативна затоа што предолг временски период општеството е во криза од аспект на лоши околности во кои што сите растеме, се развиваме и живееме. Ние живееме во период во кој што постои и доминираат многу стравови, многу стресови, многу навреди, многу понижување, многу агресија во комуникација. Од друга страна, дигитализацијата направи еден неверојатен чест секојдневен притисок на почести насилни содржини во кои што децата ги гледаат, а немаат капацитативност и немаат емоционална зрелост да можат да расудуваат. Во едно такво општество во кое што нема енергијата на младите нема конструктивен излез. Таа се движи во некаква дезориентираност или во некаква деструкција. И денес е многу тешко. Затоа децата се огледало на општеството, затоа што се најдобар показател какво општество сме. Бидејќи денес е тешко да работите во образование, да бидете наставник, да бидете професор, да работите во воспитно образовна институција, да зборувате за честност, за моралност, за доблесност на младите, кога младите имат еден силен аргумент дека нечестните, неморалните, агресивните подобро поминуваат, побрзо ги решаваат проблемите, повидливи се во општеството како модели на идентификација. И тоа во еден долг временски период генерира една таква ситуација на криза, која што почнува да се одразува и кај младите, но и кај возрастните. И јас со студентите често на крајот од завршување на годината често разговарам што е тоа што ти ќе промениш кога ќе излезеш од факултет. Што е тоа што најмногу ти сметаше овие 4 години додека студираше на факултет или надвор од факултет? Знаете кој е одговорот на еден човек на 19, на 20 години? Неправда. Тие чувствуваат дека растат во средина во која што има многу неправда. Поголемиот проблем сега е и во тоа што се помалку возрастни и се помалку институции се пример и покажуваат на младите како се решава конфликт без агресија. Професоре, дали проблемот е кај нас како родители, дали е кај наставниците, кај професорите? Јас имам мали деца. Многу често слушам, децата се многу агресивни, многу се немирни. Посветете им повеќе внимание на дома на своите деца. Имајќи во предвид дека сите ние во текот на неделата работиме, веројатно понекогаш и недоволно им обрнуваме внимание. Но прашањето ми, дали училиштето е наставно или наставно воспитна институција? Видете, училиштето не е seможно, но може многу. Тоа е и воспитна, и образовна, и наставна. Тоа е институција во која што треба да биде најубавото место и најважната институција во селото, во градот, во државата. Што е тоа што се случува? Мислам дека треба да внимаваме кога ги осудуваме родителите. Забележувам во јавноста се почесто се зборува за домашното воспитание. И тоа е точно, тоа држи вода многу. Но не треба да забораваме дека и родителите се дел од ова општество. И родителите поминале низ едно воспитание и образование на истото општество, на еден воспитно-образовен систем. Тоа што се случува, денес се случува заради повеќе фактори кои што се одразуваат на стилот на животот на човекот генерално, не само кај нас, генерално и во светот, особено во западната култура. Меѓутоа, професоре, оно што ако се навратам во мое време и во ова денес време,
она што забележувам дека оваа нова генерација не почитува авторитети. Мислам дека создавањето на авторитет е двонасочна насока. Создавањето на авторитет многу зависи од тоа како ќе организирате структурата на животот на детето. Вие спомнавте дека денес родителите имат се помалку време. Родителите пред 40 години имаат помалку време. Тогаш некои од генерациите работеа и прва, и втора, и трета смена, и после тоа пак втора, прва смена. Времето, всушност, некој проценил во минатото, создал такви средини во кои што државата и општеството сватиле дека воспитувањето не е само приватна грижа, туку е институционална и општествена грижа. Ако направите една анализа на тоа каков концепт на воспитание и образование сме имале ние пред 40, 50, 60, 70 години, некој сватил дека времето после училиште некој треба да го организира. И реформите кои што ги правеле во поранешниот систем сватиле дека треба да создадат образовни политики за воспитание и образование во јавниот простор. И ако ги видите пионерските домови, домот на млади, домот на култура, балетските секции, спортските клубови, извидници и уште еден ракетни моделари и така натаму и така, ќе видите дека времето на младите некој го организира и контролира после училиште, кое што е огромно додека да се врати родителот или додека да се врати детето и да учи дома. Тие политики всушност биле важни за да може да го креират етичкиот лик на младиот човек во општеството. Тоа е општествена еманципација. И никој не се прашува како во 60-тите, 70-тите години на минатиот век, од истиот овој простор, од една средина која што до 45-та година била таква каква што била, се создале генерации, музички групи, кои што можеле да се мерат со сите во светот. Затоа што некој го дал гласот на младите да биде видлив. Затоа што општеството креирало такви политики во кои што креира движење на младите, ја креира и акумулира енергијата и знаењето од повеќе сектори и ги насочува нивните потенцијали. Ние денес ги напуштивме тие модели. Ние денес се е оставено на родителот за да може да дојде до подобро решение на своето дете. Тој индивидуализиран свет кој што има вредност, кој што дефинитивно ти го ослободува твојот потенцијал, создави една друга негативна страна. А тоа е поголема себичност, намалена емпатија и така натаму. И затоа општествата кои што се борат со овие теми, кои што имат повеќе искуства, создаваат такви поглобални холистички пристапи за тоа што е воспитно-образовен систем за реагирање на профилот на младите луѓе. Значи, како детето ќе влезе во реформата до 6-та година? Тоа треба да знаат креаторите на политики. Како ќе влезе детето до 14-та година, до 18-та година? Што е со нивните родители? Родители од различни средини, родители кои што имат екзистенцијални проблеми, родители кои што имат проблеми од секаков карактер. И ако направите една споредба, истите родители, ние сега често имаме миграција. Еве да ги прашаме истите родители, кога одат во некаков образовен систем во некоја земја од Европска унија, имат ли таков однос за поправање на оцени, за пуштање на детето да вози со возило без дозвола и така натаму? Како тоа веднаш се параметрираме ние во таа структура? Затоа што младиот човек има потреба од структура. Таа структура мора некој да ја организира. Процесот на воспитување, ако побарате дефиниција што е воспитување, воспитување значи смислена, намерна, организирана дејност на воспитувачот кон воспитаникот. Значи постигнување на некаква цел. Затоа тоа бара една поинаква филозофија на разбирањето на тоа што е воспитување. Ние, за жал, за воспитувањето имаме еден патриархален концепт на разбирање што е тоа воспитување, иако забораваме дека зборот воспитание во старословенскиот јазик има една неверојатно убава дефиниција. Тоа значи да се нахраниш. Да се нахраниш со мисли, онаков сум, со какви мисли се хранам. Дали насилствата несвесно се дел од негрижата или недоволното внимание кој им го посветуваме на младите? Па тука мислам дека ова е многу одлично прашање. Што значи несвесна грижа? Некогаш родителот несвесно ја изразува родителската одговорност или љубов. Кога не знаејќи што е
тоа ризично за детето му дозволува да направи нешто кое што детето понатака може да има некакви последици. Еве, погледнете го примерот кој што во изминатите периоди се споменуваше во јавноста за дете кое што вози автомобил со дозвола на родителот, а нема право да вози. Тоа е одличен пример. Всушност тоа не е само сообраќаен прекршок. Тоа е момент каде што возрастниот му дава порака на младиот човек: ти можеш. Иако законот вели не можеш, иако правилата велат не можеш, ти можеш да возиш, јас ти кажувам. Која е таа слобода што си ја зима возрастниот? И вие ако анализирате такви концепти на ситуации во различни контексти, во различни дејности, ќе видите многу примери. Од каде доаѓа тоа? Тоа доаѓа токму од релативизација на вредностите. Значи, станува збор за размислување и за разбирање на тоа како еден млад човек разбира дека нема граници, дека нема последици, дека се може, дека се поминува. Тоа е тоа за кое што зборуваме: нема критериуми, нема стандарди, нема одговорност. Професоре, менталното здравје и дигиталната безбедност се обврска на секое одговорно општество. Читам оценка на психологот и Јорданка Черепналковска-Трајковска. Таа вели дека децата веќе ниту зборуваат, но и дали ги слушаме пред нивната тишина да стане опасна. Да, мислам многу убаво објаснување од страна на психологот Черепналковска. Тоа е загрижувачко. Мислам дека ние предоцна забележуваме. Понекогаш дури и се правиме дека не забележуваме во општеството како индивидуалци и како институции. И доаѓаме во ситуација во која што сега се поставува клучното прашање: дали имаме ние капацитативност да ја слушнеме тишината на младите? Да ја разбереме нивната потреба во низ каков процес сложен поминуваат. Затоа што некој го забрза детството, некој го скрати периодот на раст и развој од дете, младост и зрелост. Некој свати дека тоа е многу голем интерес за профит. И детската индустрија, индустријата за гейминг, за игри, за играчки е неверојатно силна индустрија, богата индустрија, една од најбогатите индустрии. И тоа всушност кажува и го забрзува детството, и децата почнуваат од многу рана возраст да почнуваат да бараат модели на идентификација, да бидат успешни во материјалниот свет, да бидат богати, растат со чувство да бидат веднаш прифатени, растат со чувство дека не е доволно, но се помалку растат со оние вредности. Сега тука е смислата на општеството, на образованието и на сите други институции во општеството. Како со тоа ќе се бориме? Тоа е борбата всушност денес во општествата кои што организираат и се фокусираат на силна инвестиција на училиште, на барање на нивното слободно време, на контрола на тоа што се случува, на контрола на забрана на дигитализација до 12-та, до 14-та година, затоа што гледат дека тоа создава многу немир. И ова што го зборува психологот Черепналковска е навистина многу сериозно за нас, особено за луѓето кои што креираат образовни политики, дека мора да се изнајдат капацитативни решенија кои што ќе се борат со сите овие предизвици со кои што се соочуваме. А некој мисли дека доправа ќе имаме ние ситуации заради еден момент кој што е многу важен, а некако поминува преку очи, а тоа е дека се распаѓа патриархалната структура на општеството, која што траеше со векови. Распадот на патриархалната структура на општеството создава исчезнување на многу ситуации и вредности кои што порано давале решение, денес не се актуелни. Тие методи не ги решаваат проблемите на денешницата и на современието. И токму тука особено односот во семејството помеѓу мажот и жената, а понатака и се во општеството, создава се уште необјаснети процеси на промени кои што ќе се случуваат особено во западната култура. И тоа генерира еден неверојатен процес на промени на кои што треба да бидеме многу мудри, многу внимателни. Вие денес во законот за семејство, мислам дека тешко ќе се дефинира што е семејство. Дали ќе се дефинира што е семејство? Затоа што е сложена реалност, оно што го слушам од медиумите, од некои луѓе што работат на таа тема. Европа мислам дека не го дефинира поимот семејство. Тоа кажува дека таа клетка која што всушност беше столбот на одржливоста се распаѓа. Тоа распаѓање создава неверојатни процеси на нови промени, на нови состојби кои што многу поискуствени општества, многу поискуствени држави се борат со тоа, бараат решение, трагаат
трагаат по решение. Ние мора да бидеме мудри во начинот на издаоѓањето на институции кои што секојдневно ќе се борат со овие предизвици со кои што се соочуваме сите, и децата, и младите. Професоре, на крајот, пред да влезете во студиото, ве прашав како е на Универзитетот Гоце Делчев. Ми рековте тешко. Од кој аспект тешко? Тешко од аспект дека и сите се наоѓаме во истиот контекст како општество и како држава. Значи, се тоа што ни се случува се одразува секојдневно на животот на институцијата. Кога зборувам за тоа, клучниот момент е што не се гледа мотивацијата внатре. Тоа ми е поразително. Знаете, зборот кампус. Кампус значи надпревар. Од таму и доаѓа тој збор. Надпревар на идеи. Светлата во универзитетите светат навечер затоа што е создадена атмосфера на надпревар на идеи. Да победи најдобрата идеја за да може утре да се промовира како подобрување на општеството и животот во локалната средина, во државата, во светот. Тоа работат луѓето на универзитет, да го подобрат животот генерално на другите луѓе. Кај нас во нашето општество се заборава на тој момент да се даде една атмосфера на мотивација. Атмосферата на мотивација нема да се даде со закон. Тоа не може да се направи со правилник. Тоа се прави со создавање на амбиент. И тој амбиент всушност е клучниот момент заради тоа што универзитетите, училиштата, здравствениот сектор, тоа е средината која што влече напред. Тоа може да го покрене општеството. И од тука одговорив така, тешко. Тешко не од аспект во некаква негативна ситуација, туку од аспект дека гледаме дека може да биде подобро. Гледаме дека има многу квалитетни, има брилјантни умови ова држава, има брилјантни индивидуалци кои што можат да повлечат. Истиснати се? Истиснати се или не се препознаени дека можат да повлечат. Истиснати се заради тоа што или пак ги има и нив меѓу другото зафатено апатија. Па, јас не сакам да верувам дека професор на факултет го зафаќа апатија, туку мислам дека сме доведени во ситуација во која што понекогаш си го поставуваш прашањето вреди ли да кажеш нешто? Вреди ли кога всушност не те регистрираат? Заради ситуација во која што го зборувавме ова во интервјуто заради ти можеш да бидеш брилјантен, можеш да имаш убава идеја, но не поминуваш. Не поминуваш заради многу фактори, а веројатно заради тоа што политиката ги има ограничено сите сектори на влијание и таа мисли дека е најмудрата и најпаметната во носење на одлуки. Таа треба да го ослободи општеството, да ги пронајде луѓето визионери кои што можат да повлечат во разни сектори. Ние сме премало општество. Премало општество за да можеме вака да се делиме и поделуваме во структури кои што нема да го однесат никаде општеството на добро. Благодарам за интервјуто и за гостувањето. Благодарам на поканата. Кирил Барбареев, професор на Штипскиот универзитет, гостин во ово издание на Тренинг. Например, одам и ќе ја пеам химната, албанската химна на албанската држава. Дали тоа значи дека не ја почитувам македонската? Според мене не. Значи јас можам и двете да ги пеам и ако ја пеам македонската химна, не значи дека не ја почитувам албанската химна и vice versa. Значи ако ја пеам албанската химна, не значи не почит според мене на македонската химна. Тоа значи дека албанците во овој случај за оваа тема зашто се поврзува со јазикот и се поврзува со идентитетот, мислам дека се употребуваат баш овие начини на декларирање.